Презентација за меѓународната финансиска компанија Solar Group. Денес ќе дам јавно достапни информации за компанија која што има потенцијал да го освои буквално светот. Нормално секој инвестирање постои ризик, така да пред да инвестирате сами направете си анализа дали ова инвестирање би ви одговарало, кој е потенцијалот на самата инвестиција, кои се ризиците и нормално самите да не се сесија одлуката. Да се представам, се викам Оливер Солунчевски, веќе 5 години се занимавам со мрежен маркетинг. Во Solar Group сум од крајот на февруари, почетокот на март оваа година. Пред да одлучам да инвестирам и пред да одлучам да ја препорачувам оваа компанија, ја истражував подолго време, и самиот концепт и самата компанија, видов дека три работи ми беа клучни за да одлучам да го работам ова. Прво сватив дека имаат производ кој што му треба буквално на целиот свет. Тоа е електромотор кој што секојдневно ние ги користиме тие електромотори. Значи не постои куќа кој што нема производ кој што користи ваков производ, односно електромотор. Во последните 60 години се немало направено буквално никаква промена во цела оваа индустрија и ова е единствена компанија која што прави промена, револуција буквално со овој производ, кој што малце позна ќе видите кои се неговите најдобри страни. Второ, сватив дека преку оваа компанија имам можност да изградам пасивен приход, да работам од дома, а буквално да заработувам од целиот свет. Можам да работам и онлайн и офлайн. Можам и без да излезам од дома да работам, се што ми треба е компјутер и интернет, а можам и офлайн да работам и додека работам да се запознавам со нови луѓе, да се дружам со многу поуспешни луѓе од мене, да учам од нив, да се надоградувам и така натаму. И трета многу битна работа, сватив дека одејќи низ патот, покрај тоа што имам можност да изградам пасивен приход, не е битно колку пари ќе заработиме, меѓутоа низ целиот тој процес многу е битно во каков човек ќе се претвориме, бидејќи тоа е многу повредно од самите средства. Самиот Джим Рон вели, ако сакаме да станеме милионер, пред да го заработиме милионот, ние треба психички да се подесиме и да станеме милионери. Кога зборуваме веќе за личен развој, кога зборуваме за финансии, не можеме да не спомниме Роберт Киосаки, кој што е еден од луѓето кои што најдобро ја познава финансиската писменост кај луѓето. Тој вели како секој што има IQ интелигенција, секој има финансиски и емоционална интелигенција. И спрема начинот како ние заработуваме пари, тој ги дели луѓето во 4 квадранти. Од едната страна се вработени и самовработени, значи оние се луѓе кои што разменуваат своето време за да заработат пари. Кај нив, главната работа зашто се во тој квадрант вработени и самовработени е заради сигурноста. И 95% од луѓето се наоѓаат од оваа лева страна. Од другата страна имаме предприемачи и инвеститори, оние се луѓе кои што користат технологијата, го користат интернетот, се изградиле систем и наместо да работат за пари, парите работат за нив. Кај нив главната работа е слободата. Тие знаат, спремни се одреден период да работат и без да заработуваат, зашто за подоцна да изградат нешто кој што пасивно ќе му носи приход. Сега, не е битно што сме во моментот, дали сме вработени, самовработени предприемачи или инвеститори, битно е цело време да инвестираме. Зашто? Бидејќи со самата инвестиција ние од една страна си ги заштитуваме парите од инфлација, а од друга страна имаме можност да ги оплодиме тие. Денес ќе зборуваме за еден начин на инвестирање кој што се вика крауд инвестирање или народно инвестирање. Што значи тоа? Од една страна имаме луѓе кои што имаат некакви идеи, меѓутоа немаат средства како да ги реализираат тие идеи. Од друга страна постојат луѓе кои што сакаат да инвестираат, меѓутоа не знаат во што. Буквално Solar Group е една платформа, посредник помеѓу идеи, технологии кои што можат да го освојат светот и од другата страна луѓето кои што сакаат да инвестираат. Таа како посредник ги посредува. Solar Group не е единствена, има многу компании кои што се занимаваат со ова и оваа област се повеќе и повеќе зема замав и се повеќе и повеќе во иднина стартап компании ќе се финансираат од страна на крауд инвестирање.
Зошто? Бејќи стартап компаниите во првите фази, каде што ризиците се повисоки, многу му е тешко достапни, тешко му е да најдат фондови кои што ќе инвестираат во нив. Мали се веројатностите да земат големи кредити од банки, бејќи во тие рани фази ризиците се поголеми, а на ваков начин имаат можност тие да ја презентираат нивната идеја и сите оние луѓе кои што ќе видат потенцијал во таа идеја можат да инвестираат. Што значи преку крајот инвестирањето се поголем број на компании во иднина ќе собираат средства за идеите да ги реализираат као компании. Од 2011 година 1,5 милиарди долари годишно се инвестирале преку крајот инвестирање. Од 2030 година се очекува до 2 трилиони долари годишно да се инвестираат во стартап компании и нормално преку крајот инвестирање да се поддржат тие. Овие се дел од платформите кои што служат за крајот инвестирање. На овие платформи можеме да најдеме многу проекти кои што нормално имаат потенцијал, некои немаат потенцијал. Најпознати од нив се Kickstarter, Indiegogo, Rocket Hub, Boomerang и многу други. Разликата меѓу сите овие и Solar Group е тоа што Solar Group ни дава можност, доколку ги промовираме низините проекти, ние и да заработиме маркетинг провизии. Значи, од една страна, Solar Group, нас како инвеститори, ни дава информации да инвестираме во стартап компании и во други потенцијални проекти што самиот момент и да земеме со помала инвестиција многу поголем дел од самата собственост на тие компании. А од друга страна, доколку ги препорачуваме тие компании, таа не наградува со тоа што ни дава маркетинг провизии. Solar Group е нова генерација на меѓународната финансиска компанија која што ја врши својата дејност во областа на крајот инвестирањето. Целиот концепт се состои од три дела. Од една страна има инвеститори, од друга страна има проекти и на средина сме ние како партнери. Ние како партнери ги спојуваме и инвеститорите, и проектите, и како што кажав, од тоа имаме посредничка провизија. Ова е дел од раководството на Solar Group. Сергеј Семјонов е генерален директор, Павел Филипов е раководител на одделот за реклама, јавност и сејавност, Павел Шацки е комерцијалниот директор, Елиса Кузнецова е раководител на партнерската мрежа, Евгений Лавринов е раководител на службата за клиенти и Витали Аверјанов е IT директор. Може да се види во целиот екосистем дека е поделен во повеќе делови. Значи имаме IT дел, имаме дел за комерцијална продажба, имаме PR, партнерска мрежа и така натаму. Solar Group е распространета низ целиот свет, а во некои држави има и физички канцеларии. Значи ние онлайн може да работиме, да градиме мрежа и да препорачуваме на секаде низ светот, а во овие држави веќе имаме и физички канцеларии. Значи во поголемите држави како Франција, Германија, Индија, Виетнам, Италија, Русија нормално и нормално и Македонија. Значи од лани, од ноември месец, се отвори официјални канцеларија зад City Mall. Значи на 12 ноември 2022 година зад City Mall се отвори канцеларија на улица Волгоградска, број 9, број 8. Тука може од понеделник до петок, од 10 до 18 часот, било кога да ја посетите и доколку имате плюс некакви прашања, може да се информирате таму. Овие се дел од државните партнери на тие канцеларии. За Македонија државен партнер е господинот Васко Поповски, значи можеме од понеделник до петок да го најдеме секој ден од 10 до 18 часот во канцеларијата. Моментално на светско ниво има над 450.000 клиенти од сите држави во светот. Идејата на Solar Group е да им се обезбеди пристап до високо профитабилни инвестиции на сите оние на кои што не би им биле достапни тие информации, а од друга страна да се даде можност да се поддржат перспективни технологии. Овие се правците кон каде се движи Solar Group и какви проекти сака да прифаќа и да ги промовира. Че битно е сите оние проекти кои што ќе аплицираат за да ги поддржи Solar Group да бидат во овие области, во производство на зелена енергија, вештачка интелигенција, рециклирање на отпадоци, фармацевтика, десалинизација на вода и истражување на Вселената. Доколку се во некој од овие 6 области, компанијата ги разгледува
мора тие проекти да ги исполнат овие 4 услови за да бидат поддржани. Први мора да имаат проверена технологија, значи таа технологија да се провери во различни услови, дали наистина функционира. Второ, дали има профитабилен деловен модел. Тоа значи дали таа технологија може да остварува профит нормално за да биде интересна за инвеститорите. Трета, според мене, најбитна работа. Тоа е искусен тим. Значи, луѓето не инвестираат во проектите на почеток, туку инвестираат во тимот кој што тој проект го реализира. Дали тој тим има искуство претходно, дали има истуркано вакви проекти, дали ги има реализирано и ако тој тим е способен се да тоа да го направи, во тој случај нормално Solar Group би го поддржал. И четврто, многу битно за Solar Group, сите проекти да допринесуваат за животната средина и големиот делокруг. Моментално, тековниот проект кој што го поддржува Solar Group е моторите на Дујунов, кој што започнал од 2017 година и моментално се уште трае финансирањето на тој проект. Тој нема да биде единствен, значи во 2024 година започнува втор проект, имаме од средината на 2024 трет проект и во иднина очекуваме многу години понатаму секоја година да имаме различни проекти, бидејќи секојдневно примаат апликации, примаат идеи од луѓе кои што сакаат нивните проекти да бидат поддржани. Денес ќе зборуваме за првиот единствен проектот кој што го поддржува Solar Group, а тоа е моторите на Дујунов од руската компанија Sovelmash. Целиот тој проект се состои од 3 компании, значи трите компании треба да го реализираат овој проект. Првата е Sovelmash, односно тоа е фабриката која што гледате во позадина, која што се наоѓа во Москва, Технополис индустријска зона, и таа е компанија која што дизајнира високотехнолошки електромотори засловени на технологијата Славјанка. Втората компанија е Аси и Пепе, односно тоа е компанијата на Димитри Дујунов, она кој што ја измислил и ја патентирал оваа технологија. И третата компанија е Solar Group, односно таа е меѓународна финансиска компанија која што привлекува средства. Сите ние како инвеститори инвестираме во Solar Group. Solar Group тие пари ги наменува во Sovelmash за да се изгради овај иновативен центар и да се развие технологијата Славјанка. Компанијата Sovelmash се состои значи од вкупниот 100% број на удели, вака е поделена целото собствеништво. 49,5% е на инвеститорите, односно на Solar Group, на сите ние кои што инвестираме. 25,5% припаѓа на Аси и Пепе и 25% на раководството на проектот. Што значи ние како инвеститори добиваме скоро половина од самото собствеништво. Овие се факти кои што искрено јас не ги знаев пред да започнам да работам со Solar Group. Постојат 10.000 видови индукцијски мотори, 60% од целата светска електрична енергија се троши преку електромотори. Значи, буквално се што гледате се оди преку електромотори. 7 милиарди се произведуваат годишно и уште 7 милиарди подлежат на целосен ремонт. Колку за споредба, негде околу 2 до 3 милиарди мобилни телефони се произведуваат годишно. Значи, туку имаме дупло поголема потреба од овој производ. И испаѓа како да имаме моментално над 11 индукцијски мотори за секој жител на земјата. Значи не постои семејство, не постои куќа кај што нема производ кој што користат електромотори. Ова е Димитри Дујунов, кој што е иноваторот, човекот кој што во 1995 година започнал да ја развива оваа технологија, ја измислил, ја патентирал. До 2017 година има направено над 100.000 електромотори. Тие електромотори, првите од 1995 година, до ден денес се уште функционираат без никаков ремонт. И кога таа технологија дошла до ниво на комерциализација, во 2017 година склучиле договор со Solar Group и од тогаш Solar Group започнала да собира инвестиции за да ја доразвие таа и да го изгради тој иновативен центар. Што предлага Димитри Дујунов? Сите електромотори, намотките на тие електромотори се намотуваат во форма на триаголник или во форма на звезда. Иновацијата тука во оваа технологија е тоа што Димитри Дујунов направил комбинација помеѓу триаголник и звезда,
И со самата таа комбинација, тоа е најголемата инвестиција на полето на електромотори во последните 60 години. Самата таа комбинација и самата таа иновација ги дава овие три главни работи. Првин, овие електромотори, во споредба со сите други, заштедуваат енергија до 40%. Значи, во време кога трошоците за струја се најголеми, кога енергијата е премногу скапа, заштедата до 40% игра многу клучна улога во самата оваа иновација. Бидејќи тоа е комбинација од триаголник и звезда, во неа влегуваат до 30% помалку бакар, помалку челик и со самото тоа се намалуваат производствените трошоци и нормално тие се поконкурентни на пазарот. И има зголемена сигурност фактор на услуга 2,5. Тоа значи дека се подолготрајни, поиздржливи, помали, покомпактни и нормално поевтини штедат струја и заради тоа огромен број на компании имаат потреба, имаат интерес да ја користат оваа технологија. Значи, над околу 50 на компании веќе имаат склучено преддоговор и сакаат да користат оваа технологија, да купат лиценца буквално заради овие три главни предности. Покрај тоа што се штеди струја и покрај тоа што ги има овие три главни предности, има уште една многу битна работа. Тоа е еколошкиот проблем. Го решава еколошкиот проблем, зашто? Бејќи овие електромотори, бејќи штедат помалку струја, автоматски и помалку загадуваат. А исто така имаат и енергетска ефикасност, класа IE3 и IE4, со самото тоа многу помалку загадуваат тие и повеќе штедат, ја заштитуваат еколошката средина. Компанијата имат над 20 патенти, корисни модели, овие се дел од нив и нормално секојдневно, како што се усовршува таа, излегуваат и плюс нови патенти и корисни модели. Исто така е тестирана на 4 универзитети: Дизелдорф, Болоња, Велгород и во Москва. И самите тие универзитети кажале дека се ова денес што го презентираме ние, дека во пракса на вистина сето тоа функционира. Има моментално над 100 стручњаци за намотки во целиот свет. Значи, тие стручњаци се обучени обичен електромотор, да ги извадат намотките, да го премотат, да го направат дујунов електромотор, или имаат втора можност да го извадат тој електромотор и да монтираат дујунов електромотор. Доколку сите електромотори во целиот свет се заменат со дујунов електромотори, овие се главните придобивки на планетата. Првин, бејќи помалку ќе се користи електрична енергија, автоматски и поевтино. Со тоа ќе се продолжи векот на трајање на опремата, ќе има помалку депонии, електричниот транспорт се повеќе ќе се користи и воздухот во големите градови ќе стане почист. Овие се области на примена каде се можат да се користат, овие каде се користат веќе. Во алатни машини, подвижни монтажни ленти, во пумпи, во електричниот транспорт, апарати за домаќинство, рачни алатки, градежна, воена механизација, воздухопловство, буквално на секаде имаат примена и имаат потреба да се користат овие електромотори. Овие се тие, ги има од 3 се до 30 киловати, овие се кои што масовно се користат, имаат сериско производство во друга компанија во ВХ и во Кина, која што нормално има купена лиценца и има право да ги произведува овие. Ова е првиот изум, односно првиот патент, дујунов мотор тркало. Значи, тоа е електромотор кој што се вградува директно на самото тркало, со самото тоа има поголема моќност, подобра цена и поголема сигурност. Тоа дујунов мотор тркало може да се постави на електричен велосипед, електричен скутер. Ова е Зета, првиот електроавтомобил во Русија, кој што на сите 4 тркала има ваков дујунов мотор тркало. Еве како изгледа целиот тој концепт и како изгледа ова возило. Че веќе се користи во Русија, во Москва, веќе функционира се тоа. Како што кажав, на сите 4 тркала има дујунов мотор тркало. Исто така,
во Рено Канго и Рено Твизи имаат вградено вакви електромотори, Дујунов електромотори. Ова е Виктор Арестов, тој е раководител на компанијата АСПП Вејхај. Виктор Арестов е почесен предавач на славјанка технологијата на кинеските универзитети. Значи во Кина на неколку универзитети има предмет кој што се вика славјанка технологија, се изучува цел тој предмет и тој е почесен предавач. Виктор Арестов исто така е генерален директор на кинеската фабрика за делови за електромотори Вејхај во Кина, која што се простира на 6000 метри квадратни, значи 60 хектари затворен простор. Во склоп на таа фабрика АСПП Вејхај има 6 хектари простор кој што годишно произведува над 1 милион славјанка електромотори. Значи, покрај тоа што се произведуваат и во Русија, во Совелмаш, моментално имаме веќе сериско производство на електромотори во Кина. Исто така во самата таа фабрика се произведуваат и други производи кои што користат овие електромотори. Имаме YOLO Mini Jeep Solar кој што користи електромотор DA 100 SL, електричен камион со исто DA 100 SL, електричен моторцикл Suzuki кој што сериски се произведува во Кина, DA 90 S користи електромотор, соларен автомобил, Denzel Liberty исто и од ова имаме сериско производство, моторцикл Cafe Racer. Ова електричен автомобил YOLO P300 веќе го имаме и во Македонија. Компанијата Квазар има увезено 30 на вакви автомобили. Се продаваат, мислам дека околу 14.000 евра кошта, значи тој е двосет електричен автомобил кој што сака може да ја контактира и да се купи. Значи веќе и во Македонија имаме производи кои што ја користат оваа технологија. Ова е Андре Ловов, кој што е инженер и кој што е раководител на производствената компанија Стин и Ресурс. Исто така и неговата компанија има право да ја користи оваа технологија, има лиценца и да изработува производи со овие електромотори. Значи има картинг возило, Байал Пулсар моторцикл, Чамец, Мотомул, АТВ возило, секдвижечко возило или теренско возило Шерп, кој што може да се движи и на копно и во вода. Ова е Вајал Максима, значи популарно тук-тук возило кој што се користи во Кина, значи се користи за превоз на стока, на патници и така натаму. Сега, која е целта на Совелмаш? Како таа ќе остварува профит и како ние како инвеститори ќе имаме бенефит од сето тоа? Совелмаш, неговата цел не е сериски да произведува вакви електромотори. Целта на Совелмаш е да продава лиценци на компании кои што имаат потреба од оваа технологија. Пример, ќе земам како пример. Bosch има потреба да користи електромотори. Bosch, за да ја користи оваа технологија, потребно е да плати лиценца кој што кошта околу 50 милиони долари. Со самото тоа, компанијата му дава право да ја користи технологијата во наредните 10-20 години. И покрај тоа што ќе користи таа, од секое произведено парче кој што ќе користи ваква технологија, Совелмаш остварува профит. Значи технологијата заработува, односно Совелмаш заработува од две начини: продажба на лиценци и процент од секое продадено парче. Целиот тој профит компанијата го зема и нормално го дели како дивиденда. Сите ние кои што сме инвеститори, кои што ќе се купиме инвестициски удели, имаме можност на два начини да заработиме. Од една страна можеме нашите инвестициски удели да ги продадеме на повисока цена, на интерна берза или на отворена на јавна берза, а доколку ги чуваме, можеме да ствариме дивиденди, односно профитот што ќе го стварува компанијата да не го подели и секој зависност колку број на удели има, толкава дивиденда да добие. Инвестирањето се е поделено во 20 фази. Моментално се наоѓаме во 18-тата фаза. До крајот на оваа година, до 30 декември сме во 18-та фаза. Од наредната година, од јануари, започнува 19-тата фаза. Во колку порана фаза инвестираме, толку со истите наши пари поголем број на удели купуваме. Односно сега, еден удел го купуваме за отприлика околу 1 цент. Во 19-тата фаза таа цена на тој удел ќе биде повисока, 20-тата уште повисока. Значи сега буквално најдоброто време за инвестирање, зашто бидејќи со нашата инвестиција поголем број на удели добиваме. Нормално таа инвестиција ќе вреди многу повеќе.
Овие се пакетите, значи имаме пакети од 500 па се до 1 милион долари. Сите пакети може да се купат и во готово и на рати. Доколку го купиме на рати, добиваме малце помал број на удели, ако го купиме во готово, нормално поголем број. Ако земеме пакет од 1000 долари, ако се плати на 10 месечни рати по 100 долари, за тој пакет ќе добиеме 97.000 удели. Доколку го купиме во готово, добиваме 102.000 удели. Моментално го купуваме на цена околу 1 цент. Прва можност. Во април се очекува да излезе интерна берза, каде што нашите удели ќе можеме да ги продадеме на повисока цена на таа интерна берза. Втора можност. Секоја година во април месец компанијата ќе дели дивиденда, односно профитот од целата година се дели наредната година во април. Па доколку ги чуваме уделите ќе остваруваме дивиденда. И трета можност, текот на 2025 година се очекува компанијата да излезе на јавна берза, на Московска берза, каде што нашите удели би вредели уште повеќе, односно тие очекуваат да излезат на $1 номинална цена. Што значи, пак ќе кажам, нормално секоја инвестиција постои ризик, пред да инвестирате направете си самите истражувања и видете колкав е потенцијалот и колкав е ризикот. Во оваа фаза веќе ризиците се премногу мали, бејќи веќе фабриката е готово изработена, технологијата се користи, веќе имаат готови производи, имаат сериозни компании кои што сакат да користат ова технологија да купат лиценца. Секако што ќе инвестира си добива сертификат за поседување на акции и сите инвестиции се заштитени со инвестицијски договор. Како што кажав, целта е да се соберат, да се привлечат инвестиции за да се изгради овај иновативен центар Совелмаш. Тој се наоѓа во Зеленоград, на 20 км од Москва, индустријска зона Технополис. Започнал да се гради во третиот квартал од 2020 година, значи на 2,1 хектари на толкава површина се наоѓа целата фабрика. Едно кратко видео да видите низ годините ретроспектива како се градел целото иновативен центар. Можеме да видиме разлика како било на самиот почеток, парцелата сама и нормални фабриката како изгледа сега. Македонскиот тим од Македонија ние тројца бевме во септември, на 15 и 16 септември во Москва. Исто така имавме екскурзија, видовме фабриката, присуствувавме на конференцијата од Solar Group кој што се одржува еднаш годишно. Значи, веќе самата фабрика е при крај, негде околу 98% е при крај, надворешниот дел е целосно завршен, веќе одстрана се е асфалтирано, е поставена ограда, во моментот кога бевме се поставуваја мрежа, односно кабли за интернет, така да надворешната страна е целосно завршена и сега за време на зимскиот период се работи во внатрешноста. Се очекува во март месец да биде официјално започната се работа, да биде пуштен овој иновативен центар и нормално да започне со продажба на лиценци. Вака треба да изгледа кога целосно се ќе биде завршено. Што се е направено со првите инвестиции?
веќе направена лабораторија, имаме опрема за штант, експериментална област. Како што кажав, цело време додека се развива технологијата, се заштитува, значи имаме нови патенти, развиен софтвен контролер за електрични мотори, започнато е масовно производство на електрични мотори со технологијата во Кина, во Вејхај, и поминати се инспекции спроведени од надзорните органи. Сега е во завршна фаза самиот проект, се очекува во март месец да заврши финансирањето, да се пушти официјално во работа, да се додели, да се има првата комерцијална нарачка и нормално се очекува во текот на 2024 да имаме исплата на дивиденда. И сега, колкав е потенцијалот за сите овие акции, колку би вределе тие, никој не може да знае, бејќи самата берза, тоа се правила на берзата понуда и побарувачки, во зависност од понудата и побарувачката, тие акции би растели или би пагале. Меѓутоа, доколку компанијата функционира како што треба, доколку огромен број на компании имаат потреби да купуваат таа лиценца, а веќе има листа кај што над 50 компании очекуваат да ја купат лиценца, а самата компанија одлучила од 5 до 10 годишно да продава вакви лиценци, со самото тоа нормално интересот ќе расти за оваа компанија и ќе растат и самите акции. Ќе направам ја споредба со компании кои што на сличен ваков начин, преку кратко инвестирање собрале средства и денес веќе прераснале во огромни гиганти, па да видиме нивните акции колку пораснале. Значи, можеме да видиме Microsoft, која што е компанија која што сите ние познаваме, започнала на ист ваков начин, може да видите за колку пати пораснале акциите. Значи негде 47-50 пати од моментот кој излегла на берза па се до денес. Амазон, Джеф Безос, тој во 1996 година целта негова била да продава книги преку интернет. Кога многу малку луѓе знаеле што е интернет, а уште помалку луѓе онлайн пазареле, тој имал визија да направи онлайн продавница кај што ќе продава книги. Оние кои што виделе потенцијал во неговата идеја, оние кои што се охрабриле, кои што ризикувале, инвестирале, добиле удели тоаш. Тие удели денес како акции вредат над $3000, а можеме да видиме за колку пати пораснала цела таа инвестиција. Нормално, тоа не се случило наеднаш, чекор по чекор, меѓутоа, тие оние кои што инвестирале, па сега генерации после нив со таа инвестиција можат да живеат. Google е компанија која што, да не беше Google, сигурно денес немаше да изгледа вака интернетот. Таа има куп услуги кои што ги дава бесплатно, а сите ние сме задоволни од сите тие услуги. Сите оние кои што препознале можноста, кои што инвестирале во Google, можеме да видиме колку многу пати му пораснале тие акции, колку ги оплодиле нивните средства. AliExpress или Alibaba, таа е компанија која што му возможува на сите кинески компании од Кина онлайн да продаваат из целиот свет, да ги продаваат нивните производи. Оние кои што инвестирале за 3,8 милиони пати му пораснале акциите. Значи, секој еден долар инвестиран на самиот почеток, за 18 години 3,8 милиони долари би вредел. Колку и да изгледа чудно, колку и да изгледа како научна фантастика, сепак имаме социјален доказ и можеме да видиме што све се случило. Е сега, не можеме да знаеме што ќе се случува со акциите на Совелмаш. Меѓутоа, за 5, 10, 15 години, ако во секоја куќа има производ кој што ќе има ваков електромотор, значи компаниите како Bosch, Makita, DeWalt и многу други познати компании продаваат производи, во тие производи имаат вакви електромотори, значи ако дојде момент кај што сите најпознати компании да продаваат производи со овие електромотори, во тој случај ќе нема дом кај што ќе нема да се користи оваа технологија. Тогаш можеме да замислиме колку би вределе уделите и колкава дивиденда би исплаќале тие. Значи, потенцијалот е огромен. Добро е што сега ние имаме информацијата на самиот почеток. Имаме можност, буквално, уште додека светот не е ни слушнал, ние да се позиционираме. А нормално, секаде има потреба од неа. Во март, се извинувам, во ноември оваа година, Андре Лобов, директорот на компанијата Stini Resource, беше тука на Охридско езеро. Се
еден брод од 5 метри, од 7 метри и поголемо бродче. Значи, дизел моторот се извади, се постави електромотор и на Охридско езеро се тестираше и видовме сите дека функционира самата технологија. Целта е, од една страна, доколку се користат овие електромотори, да се намалат трошоците за гориво на пловните објекти, а од друга страна да не се загадува Охридско езеро. Значи, со самото тоа што се користат овие електромотори, бејќи не се мотори со внатрешно согорување, не го загадуваат езерото, а како што кажав, од друга страна и се намалуваат трошоците за гориво. Значи, нареден проект е во година, значи од напролет година, да дојде Андреј Лобов кај што се очекува поголем брод, катамаран, и автобус со ЈСП, да се извади дизел моторот, да се постави електромотор, да се постават горе соларни панели и на таков начин да се намали трошокот за гориво, да не се загадуваат градовите низ Македонија. Значи, со еден електромотор од 4 до 9 киловати, значи придвижи чамец кој што бевме внатре 12 луѓе и со батеријата околу 45 минути пловевме низ Охридско езеро. Самите собственици на тие кајчиња, тие чамци беа презадоволни и стварно беа воодушевени како може толку мал брод, толку мал електромотор да движи толку голем чамец. Исто така и Охрид Ньюс даде една статија за заштита на Охридското езеро преку Soilmash и Solar Group, а лани имавме состанок и со граначалникот Кирил Пецаков, со капетанот на капетанијата, и лани се најави целиот тој проект, а годинава веќе се реализира. Многу битна работа е, се додека се гради овој иновативен центар. Огромен број на медиуми цело време ја пратат таа работа и известуваат. Овие се најпознатите, најголемите медиуми во Русија. Исто така, самата технологија привлекло внимание и Forbes, значи америчка компанија, амерички бизнес магазин, најпознатиот во Америка, пишува за руска компанија и за руска технологија како има можност да го освои целиот свет. Soilmash на форумот Армија 2022, лани во Русија, беше во топ 10 најиновативни предпријатија во Русија. Самото тоа, значи, го потврди и Владимир Путин, нормално и руската влада. Исто така во Business Excellence, во спесението имаме статија кај што се пишува исто за овие Duyunov електромотори. Сите ние преку два начини можеме да заработиме во Solar Group. Првин, доколку инвестираме во овие проекти, имаме можност пасивно да заработуваме, да стваруваме дивиденда или да ги продадеме нашите удели. Втор можност е активно, доколку препорачуваме, со секоја наша препорака ние добиваме провизија. Што значи преку партнерскиот програм, односно преку препорачателскиот маркетинг, можеме, додека чекаме нашите удели да излезат на берза и да заработуваме, ние додека очекаме се до тоа да остваруваме заработки. Значи, со нас можеме да дојдете до одлична заработка, има флексибилно работно време, значи може да работите кога сакате, колку што сакате, немате шеф, немате нешто што мора да го направите. Второ, имате можност да остварите приход без никакво инвестирање. Че може бесплатно да се регистрирате, си креирате акаунт и што одма започнете со препорака и да остварувате профит. Значи имаме можност онлайн буквално низ целиот свет, имаме интернационален бизнис без никаква инвестиција, само да се регистрираме. Можност за онлайн работење, се што ни треба е само да сакаме да учиме и она што го учиме да го спроведуваме. Имаме материјали за работа, бесплатна обука, техничка поддршка 24/7, значи буквално се она што ни треба е ние да сме отворени, да учиме и да го спроведуваме на терен. Овој се делот на новите новости, како што кажавме 30 декември е почетокот на 19-тата фаза на инвестирањето, така да ако одлучите да инвестирате, направете го тоа до 30 декември, бидејќи вашите пари, тоаш поголем број на удели ви зеле, можете да отворите една рата, да си купите пакет на рати, да ја платите првата рата за да ги задржите условите и натаму да ја доплаќате тој пакет. Или оној кој што може нормално, добро е да си го плати во готово целиот пакет кој да го одлучите за да добиете екстра поголем број на удели. Еве која е разликата ако инвестирате во 18-тата или во 19-тата фаза. Пример, на пакет од $500,
Ако инвестирате до 30 декември, ќе добиете 46.000 удели. Ако истата инвестиција направите во 2024 година, во 19-та фаза, добивате 31.500 удели, што значи многу помал број. Исто за пакетот $2.000, во 18-та фаза имаме 228.000 удели, доколку е во 19-та фаза добиваме 154.000 удели. Што значи што порано инвестираме, тоа е подобро ефект. За крај ќе завршам со една реченица од Ворен Бафет, кој што е еден од најбогатите луѓе на планетата и е еден од најпознатите инвеститори. Тој станал милиардер со тоа што инвестирал во компании како Coca-Cola, Yahoo. Джеф Безос, соственикот на Амазон, кога го прашал, му рекол: ти имаш многу едноставна инвестициона стратегија, зашто луѓето не те копираат и сите ги бидат богати. Тој му рекол, бидејќи никој не сака да се збогати споро, сите сакаат брз кеш, брза заработка. Ние денес ви даваме можност, каде што нема да има брза заработка, доколку инвестирате, ќе треба поминат година, 2-3, меѓутоа заработка кој што ќе трае буквално вечно, а оној кој што сака на побрз начин да заработи пари, има можност преку препорачување на цел овој проект. Значи, доколку го препорачуваме, доколку градиме мрежа, ние имаме можност да заработуваме провизии и нормално можеме тие провизии да се ги вадиме или да инвестираме во проектот. Сега, доколку имате било какви прашања, може слободно ќе оставам простор да ме прашате и со сканирање на овој QR код може да се претплатите на нашата Telegram група, кај што секојдневно постираме информации околу изградбата, околу Solar Group, значи и може и таму нормално да поставувате прашања.